Чудов градоначалник, колеги съветници, при основа на член 39 став 2 от Законът за локална самоуправа, член 19 став 2 от Статутът на община Маландово и член 60 став 2 от Деловникът на Съветът на община Маландово е свикван 43-та редовна седмица на Съветът на община Маландово. Нова седмица вкупно са присутни 15 съветници, защо Съветът може пълноправно да отлучува. За 43-та редовна седмица го предлагам следния дневен ред. Точка брой 1. Квартален извещай за извършването на бюджета на община Маландово за извещания период кумулативно квартал 1.1.2020 до 31.12.2020 година. Точка брой 2. Извещай за реализацията на програмата за изградба, реконструкция, удържуване и защита на локалните пътища и улици в община Маландово 2020 година. Точка брой 3. Предлог програма за изградба, реконструкция, удържуване и защита на локалните пътища и улици в община Маландово 2021 година. Точка брой 4. Извещай за реализация на програмата за удържуване на явното осветлуване на подрачите на община Маландово за 2020 година. Точка брой 5. Извещай за работата на териториалната противопожарна единица Маландово в 2020 година. Точка брой 6. Извещай за реализираната годишна програма за работа на явната общинска установа Дом на културата 25 май Маландово за 2020 година. Точка брой 7. Предлог програма за работа на явната общинска установа Дом на културата 25 май Маландово за 2021 година. Точка брой 8. Предлог програма за изменуване и допълнуване на програмата за поставуване на урбана опрема в община Маландово за 2021 година. Точка брой 9. Предлог одлука за даване право за поставуване на урбана опрема покриен шанк и тераса с надсрещници во Маландово на КП брой 2837 КО Маландово. Точка брой 10. Предлог одлука за даване право за поставуване на урбана опрема шанк и тераса со или без насрещници во Пирава на КП брой 15328 КО Пирава. Точка брой 11. Предлог одлука за дългорочно домашно задължуване на община Маландово в рамките на вторият проект за подобруване на общинските услуги. Точка брой 12. Предлог одлука за одобряване средства за реализация на програмски активности на футболският клуб Младо Судово. Точка брой 13. Предлог одлука за утвърдуване на максималният износ на вредността на бодът за пресметуване на платите на давателите на явни услуги и на директорът на явната общинска установа Детска градинка Калинка Маландово за 2021 година. Точка брой 14. Предлог одлука за утвърдуване на вредността на бодът за пресметуване на платите на явните службеници во явната общинска установа Детска градинка Калинка Маландово за 2021 година. Точка брой 15. Предлог решение за констатиране на престанок на мандат и за избиране на член на Комисията за явно осветлуване. И точка брой 16. Предлог одлука за даване съгласност за финансово участие в проект изработка на проектна документация за изграждане на дистрибутивна газова мрежа в град Маландово. Отварям разправа по предложение от дневен ред. Дали някой ба разбор? Бидейки никой не по разбор, предложение от дневен ред го ставам на усвоюване. Молам да гласаме. Кой е за? Благодаря. Дали има против? Нема. Въздържани нема. Констатирам дека едногласно и изгласам предложение от дневен ред. Пред да преминеме со работа по усвоение дневен ред, отварям разправа по записникот от 42-та редовна седмица на Съветот на община Маландово. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не поба разбор, записникот го ставам на усвојување. Молам да гласаме кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Въздържани нема. Констатирам дека со 15 гласови за едногласно е усвоен записникот от 42-та редовна седмица на Съветот на община Маландово. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка брой 1. Квартален извещај за извършување на бюджетот на община Маландово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2020 година до 31.12.2020 година. Отварям разправа по първата точка от дневниот ред. Дай некој ба разбор. Колега Казанов, повели. За квартални извещај за бюджетот, за реализација на бюджетот немавме разложение, па тук е градоначалникот нещо да ми образложи како што е
Гласуваме. Колега Жанов. Сборно давам на градоначалника. Поведе градоначалник. Благодаря, председател. Само кратко, без разпише не е доставено образложението от оправдани причини, бидейки ръководителът на отделението за финанси изминатият период беше позитивен на COVID-19 от документът, който ще се налага пред тебе, трета, четвърта година поред. Много ясно може да прочитате каква е реализацията на бюджетът на община Валандово, а веќе наредният месец со приложувањето на завршната сметка и повеќе податоци ќе имате пред вас, иако и сега ги имате сите можни податоци, само треба да ги прочитате. Благодаря. Благодарам, градоначалник. Колега Казанов, поведе. Реализацията на капиталните разходи. Всяка година раздаден бюджет најава градоначалникот, а всяка година сме чувство по 30-40 милиона и 50 и повеќе. Значи на граѓаните на општина Валандово им се крати за 4 години мандат, ќе им биде скратен една година. Да ни даде образложение за капиталните разходи. Он вика дека се е давано, аз викам дека не е ништо давано. И секоја година е се помалце и помалце, а секоја година јавува раздаден бюджет. Благодарам, колега Занов. Имате реплика от градоначалникот. Поведе градоначалник. Благодарам, председател. Сега тук има една клучна работа. Сите податоци се доставени, но некој знае да чита бюджет, а некој не знае да чита бюджет. И затоа е потребно така по-народски и по-дескриптивно, како што се одесува со нивото на кое што може да го прочита бюджетот, почитуваниот советник Занов, да му дадам неколку образложенија. Изминатите 3 години бюджетот на општина Валандово во својата капитална страна има историски највисоко ниво на реализација на капиталните и приходи и расходи. Така да, консултирајте се со оние кои што мислите дека разбираат бюджет и тоа ќе ви го потврдат, бидејќи бюджетот на општина Валандово во својата капитална страна не може да се спореди со се што се случувало изминатите години. Реализацијата на капиталните инвестиции во бројки е многу пати јавно објавена, не само од страна на нас како локална самоуправа, туку и од оние кои што ги вршат сите можни мерења и испитувања на транспарентноста, и во тој поглед сме изминатата година општина со највисок степен на раст на транспарентност, така да што јавно ги објавуваме сите договори, реализацијата на истите и исто така и сумите и вредноста на проектите кои што на капиталните расходи кои што се реализираат во општина Валандово. Вие можете со флоскули и да реагирате само за да реагирате, за да ни контрирате, но со тоа нема да постигнете ништо на крајот на денот, бидејќи единствено само вие ќе бидете смешни. Видете ги убаво бројките и на кој начин оди реализацијата на капиталните приходи и расходи. Доколку го гледате степенот на отстапување, треба да знаете, ако знаете да прочитате бюджет, не би го поставили ова прашање, дека голем дел од средствата кои што се капитални проекти и буџетирани во бюджетот на општина Валандово, трансферите на истите средства не се случија миналата година, туку ќе се случуваат во текот на оваа година. Миналата година знаете дека беше плюс година на пандемија и на изборен процес кој што го имаше нашата земја, така да од реализацијата на буџетот на општина Валандово, јас како градоначалник сум задоволен, вие како советници исто така треба да бидете задоволни и граѓаните на општина Валандово, поради тоа што се реализирани
огромен број и со огромна вредност проекти во корист и во интерес на граѓаните на нашата општина. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Контрареплика, колегата Занов, повели. Градоначалник, вие пак почнете со вашата ароганција, која не ви доликува. Значи, културно ве прашав за капиталните расходи, а вие одговарате на округло на кјоши. Значи, по буџетот, основниот буџет 68 милиона треба да реализирате, а вие имате реализирано само 21 милиона. Да се навратиме за ланската година, поланската година, и јас ово кажам. Вие сега работите од 2020 година што сте ги работите, ќе ги платите во 2021, од 21 до 22 и уназад што работевте и ги замајувате работите. И кажете дека буџетот е раздвоен. Значи, ако е раздвоен, овие 67 милиона што ги планирате за капитални расходи, ќе бидат барем 80%, 70% реализирани. А они колку се реализирани? Днес нема ни 30%. 30%. И не ја замајувајте јавноста и дека не знаеме да читаме буџет и други работи. Значи, конкретно, да одговорите. А вие работите од оваа година, ги замајувате за до година да ги платите 21 за во 22 и како ќе оди напред една година ќе им отиде на граѓаните на општина Валандово. Благодарам, колега Занов. Да спорсјави градоначалникот, повели градоначалникот. Вака, благодарам председател, јас ќе се обидам да бидам многу краток. Јас со советникот Занов сум пробал да комуницирам на најразлични начини, да бидам многу културен, многу љубезен, многу фин. Еве он ме дефинира како арогантен. Ја би рекол дека ароганцијата е единствен одговор во моментот кој што можам да го понудам на незнаењето. Нека си го прочита буџетот, нека му го објасна убаво другите, може би подобро од мене. Кога ќе свати што се случува, вакви прашања тој не би си дозволил да поставува. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг? Бидејќи никој друг не се јави за збор, првата точка од дневниот ред, оставаме гласање. Можеме да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема воздржани. Колега Пандев поддржан, така? Добро. Констатирам дека со 10 гласови за, нема против, 5 воздржани, е изгласан кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно квартал 1.1.2020 до 31.12.2020 година. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Извештај за реализацијата на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2020 година. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали ќе бара збор? Бидејќи никој не побара збор, извештајот го ставам на гласање. Молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема воздржани. Благодарам. Констатирам дека со 10 гласови за, нема против, 5 воздржани, е изгласан извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2020 година. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2021 година. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам, председател. Бидејќи втората и третата точка се практично поврзани една со друга, би му предложил еве на советникот Занов да го прочита извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните улици и патишта во 2020 година.
и нека каже кога претходно биле изградени толку улици и толку патна локална инфраструктура во општина Валандово. А со годишната програма за 2021 година продолжуваме со истиот интензитет и темпо, со тоа што имаме на располагање плюс и 720.000 евра од Министерството за транспорт и врски за изградба на локални улици и патишта, каде што одредени улици и патишта кои што се неопходни за граѓаните на нашата општина од најразлични населени места, да ги реализираме преку оваа програма за тековната 2021 година. И јас се надевам дека како што правехме и во текот на изминатата година, во текот на годината неколкократно ќе ја зголемиме програмата за улици и патишта и дека овие улици ќе бидат проширени со уште многу нови низ многу населени места. Во претходната недела завршија градежните активности, тоест во оваа недела градежните активности во Пирава за изградба на улици и сокаци, а веќе од наредната недела започнуваме со изградба на улицата во населеното место Чалакли, каде што е веќе избран изведувачот на градежните активности. Градиме улици и патишта во сите населени места како никогаш порано и затоа сите заедно, не само јас, туку и Советот на општина Валандово, треба да биде горд на програмите за локални улици и патишта кои што се реализираат, вклучувајќи ги тука и дежурните марчатори како советникот Замов, на вистина и тој треба да биде горд. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Више инвеститор, Колега. Дали има некој друг да се јави за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, третата точка од дневниот ред е става на гласање. Молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласена предлог програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2021 година. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Извештај за реализација на програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2020 година. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов, повели? Прочитав се проектното закон, не знам. На оваа 2020 година истрошени се пари околу 6,5 милиона. Тие другите се било околу 8 милиона пари од јавното осветлување. Другите милиони и пол, зашто се не прочитаме во извештај. Тоа ме прашање. Благодарам, колега Занов. Не може да видим, да ништо ще дали по страна да не е излезено. Благодарам, колега Занов. За збор се јави градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам, председател. Пак само на кратко да се надобрзам на првото мое излагање, доколку советникот Занов знаеше да чита буџет, немаше да го постави и ова прашање, бидејќи многу убаво може да прочита и од сите кумулативни извештаи до сега за реализацијата на буџетите на општина Валандово, каде одредени средства се потрошени. Но во ред на полето на извештајот на програмата за изградба и одржување на јавното осветлување во општина Валандово за 2020 година, исто така е ова поле на кое што можеме да бидеме горди и во поставувањето на нови сијалични места и во покривањето на и сервисирањето на јавното осветлување во општина Валандово.
аз се надевам дека за многу брзо, бидејќи веќе го подпишавме и договорот со ЕСКО компанијата, општина Валандово треба да добие ново, модерно, софистицирано LED осветлување, преку кое што ќе бидат заменети сите моментални светилки со енергетски ефикасни светилки, а исто така централното градско подрачје на Валандово ќе добие комплетно ново јавно осветлување, да не зборуваме предвреме, но се надевам дека навистина се до тоа и визуелно и во функционална смисла ќе биде на највисоко ниво, бидејќи одредени структури и понатаму се трудат во јавноста околу ЕСКО моделот да пласираат најразлични шпекулации, да појаснам по не знам кој пат, бидејќи станува збор за револуционерен модел во нашата земја, а претходно во земјите членки на Европската унија модел кој што непречено функционира години и години претходно, да појаснам пред се за оние кои што ги шират неистините, за кои што имаше муабети дека дури ќе се зголемат цените на јавното осветлување и слично, дека целиот овој процес ќе биде финансиран исклучиво од заштедите кои што ќе се постигнат со замената на светилките и со поставувањето на новото осветлување во општина Валандово, додека тоа ќе се случува, општината нема да даде ниту еден денар, туку ќе ги сервисира, веќе е подпишан договорот, јавно е објавен, кој што сака може да го види, бидејќи се појавуваат шпекулации околу годините на отплата, ануитетите месечни и колку во суштина е вредноста на целиот овој договор. Сите тие податоци се јавно објавени, ќе се финансираат исклучиво од заштедите кои што општината ќе ги направи со инсталирањето и имплементирањето на овој ЕСКО модел, кој што во суштина значи јавно-приватно партнерство на полето на јавното осветлување, еден од најбитните моменти за фаќање, како да кажам, чекор со високо развиените земји и нудејќи на граѓаните енергетска ефикасност, енергетски заштити, но исто така и во голема мера подобрување на екосистемот. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колегата Занов, повели. Финансиски показатели од извештај за Комисија за јавно осветлување. Купно приходи од комунална такса за јавно осветлување во 2020 изнесува 8 милиона и 20 000 дена. Во 2020 потрошена електрична енергија за јавно осветлување платени се фактури од 4 милиона и 200. За набавка на материјали за одржување на јавно осветлување потрошени се 7.739.000. За одржување и проширување на мрежи потрошени се 1.453.000. Или вкупно расходи на општината во 2020 за јавно осветлување биле направени вкупно 6.456.000 денари. И јас ово го прашам градоначалникот, има од 1,5 милион денари. Зашто се потрошени и кај се потрошени тие пари? А онда не ми збори тука за ЕСКО модел, за јавно-приватно партнерство, здравје. Времето ќе каже што е добро, што е лошо. Општина Валандово, без кредит, без задолжување, во цела општина бевме први кои направивме осветлување. Сите улици беа осветлени во селата и во градот. А овие приказки, он што ги збори за јавно-приватно партнерство, ЕСКО модел, здравје, времето ќе покаже кој е бил во право. Затоа што тие луѓе, таа компанија, прв пат кога дојде во општина Валандово, првата година од кога ние постанавме советници, кажа дека нашето осветлување е ново и не може. Втората година дојде, може. Здравје, да не се фали многу, времето ќе покаже што е и како. Прашањето ми е приходите и расходите, 1,5 милиони останало, кај се истрошени? Благодарам, колега Занов. Ајде да не ми збори после дека јас сум читал, не сум читал. Он изгледа нема прочитано, не сакал да го прочите, за јавноста да знае.
Јас се надевам дека јавноста во овој момент ве слуша, Нека не но слуша. исто така се надевам дека и не ви се смее, бидејќи на вистина се жални, тажни и гротескни прашањата кои што вие ги поставувате. Значи, ако општината остварила приходи од 8 милиона, а потрошила 6,5 милиона, многу е логично 1,5 милион да се стојат на буџетот на општина Валандово. И затоа ви реков, почнете да читате и да разбирате буџети, да не се бламирате вака јавно. Значи, 1,5 милион денари по однос на оваа програма се стојат во буџетот на општина Валандово и се пренесени за 2021 година. И ве молам, немојте така да се однесувате, на вистина ни го спуштате нивото на сите овде. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колегата Занов повели. Значи, ако ние го спуштаме нивото на Советот, вие најмногу го спуштате. Па тога што ќе ни е јавно-приватно партнерство, ЕСКО модел, кога има пари, сами да си ги обновиме тие работи. Што ќе ни се овие работи? Кога има пари, милиони и пол денара остана во оваа година до година и полека да ги работиме ние сами. Што ќе ни е тоа јавно-приватно партнерство, ЕСКО модел? Кога има пари, милиони и пол, и не се смејајте. Што се смеете? Што е тука смешно? Благодарам, колега Занов. Би го одговорил само со кратка насочка. Благодарам. За збор се јави колегата Мишков, повели. Да. Сакам да прашам, пошто рекла дека се шират лоши зборови за ЕСКО моделот, па вчера не убедија дека 50% ќе имаме заштити од ЕСКО моделот, од средствата. Па јас поставам прашање, кога имаме веќе толку голема заштина, зашто улично осветлување од наредна година не се намали на 50%, док граѓаните во општина Валандово да плаќат 90 дена, не плаќат 180 дена улично осветление. Кога веќе имаме толку голема заштита, значи ние сега имаме околу 1,5 милиона заштита, до година со ЕСКО модел треба да имаме плюс 2 милиона заштита, така ли Джевиджиев вчера зборевте? И значи 3,5 милиона заштита на годишно ниво. Што е во смеенето? Ќе ве молам Да се малку. слушаме. Може да се слушаме. Да се концентрираме. Кога толку пари ќе имаме голема заштита од ЕСКО моделот, јас предлагам да до година народот плаќа во општина Валандово 50% поевите на струја, значи нешто сме направили. Благодарам. Благодарам, колега Мишков. Еве, одговориме на градоначалника, повели. Така, само накратко, во полето на јавното осветлување постои одредена законска регулатива која што мора да биде испочитувана и врз основа на кој функционира целиот тој систем на јавно осветлување. Мислам дека има одредени, како да ги кажам, нејасноти околу самиот начин имплементација на јавно-приватното партнерство и за промена на јавното осветлување во општина Валандово и затоа се појавуваат одредени, како да кажам, вакви констатации дека и во моментот општина Валандово стварува дополнителни заштеди и дека исто така можеме да понудуваме дека сметките за јавно осветлување на населението би можеле да одат надолу. Суштината во ЕСКО финансирањето е тоа дека општината продолжува да ги сервисира сметките кон за јавно осветлување, нели, за потрошена електрична енергија, но исто така од заштедите преку месечни ануитети ќе го отплаќа инсталирањето на новото осветлување кое што треба да биде енергетски ефикасно. Никој тука не спори дека тоа што се правило во минатото не е во ред, но ова се нови времиња кои што бараат ново осветлување, кое што исто така ќе има импакт и врз животот на населението, и врз заштитата на животната средина, но исто така и во поголеми заштити. Мислам дека посебно колегата советник Мишков вчера исцрпно им беше образложен на самата комисија за осветлувањето во општина Валандово. Мислам дека изминатите месеци дојдоа дури, нели, представници од Европската банка за обнова и развој и носителите на
ЕСКО моделот пред Советот на општина Валандово. Знаете дека на почетокот беа само неколку општини во кои што и општина Валандово требаше да биде лидер во целиот овој процес, но доколку ги следите случувањата изминатиот период, во речиси поголемиот дел од општините веќе започнува имплементацијата на ваков модел, бидејќи тој е вметнат и во новиот закон за енергетска ефикасност, кој што државата мора да го исполни на патот и на прогресот кон Европската Унија. Така да, доколку исто така следите и град Скопје започнува со Smart City, ние како општина ќе исто така инсталираме одредени паметни начини на заштеда на електричната енергија, посебно во полето нели на јавното осветлување, така да, како што рече и Замов, времето е пред нас, па ќе видиме што е исправно, што не е исправно. Она што е најбитно е дека општината не дава своји собствени средства во моментот, туку целиот модел го финансира преку заштедите од поставувањето на ново постројување. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колегата Замов, повели. За реплика се јавам на Любчо, ама ќе се однесам за градоначалник. Много ми е било градоначалнико. Много ми е мило што градоначалнико од Удово е во Европа веќе, што европските вредности ги врви Валандово од Европа, добро, конкретно и директно. Зошто да одиме јавно-приватно партнерство, ЕСКО модел, кога веќе имаме 1,5 денари, до година може повеќе ќе имаме, не почнеме сами да ги работиме тие работи, туку да ги даваме на други. Што е прашањето? Во што е работата? Зошто да ги даваме кога имаме пари? Значи, општина Валандово осветлување направи без динар да се задолжи. А плюс сега имаме пари, 1,5 денари. Значи, треба да се работи или треба да посумниме за оваа работа. Значи, точно советничката група на ВМРО ДПМНЕ беше против оваа работа. Да се работи според тој ЕСКО модел или јавно-приватно партнерство. Значи, самите овие резултати кажуваат дека можеме сами тоа да го изработиме. И нека каже градоначалникот, зошто да се даде на јавно-приватно партнерство? Европски вредности, сега да ми збрке. В Европа уште долго нема да одиме ние. Тоа. Благодарам, колега Замов. Порима градоначалникот, повели. Ќе се обидам да му одговорам на советникот. Значи, сега сте вие председател, малко да се... На советникот Замов ќе се обидам да му одговорам. На јавноста, што на советникот? Един е советник, Не, на јавноста е јасно, еден е советникот Замов, еден и единствен кој што е навистина уникатен. Значи, вака, за да се реализира вредноста и комплетната замена на осветлувањето јавно во општина Валандово, кое што е во вредност процената, сето тоа беше доставено и до Советот на општината некаде околу 32 милиони денари. Општината никогаш не би имала средства или тоа би требало да се заштеди од прилика од околу 20-30 години, за да успее комплетно самата да го инсталира овој модел на јавно осветлување кое што би било енергетски ефикасно. Така да одговорите се ги имате сами, јас се трудам на вистина најкултурно, најлюбезно да дадам одговор на прашања кои што се одговорени до сега во милион наврати и не знам како може такви логични работи да бидат прашани по милион пати. Ако нашата земја, Република Северна Македонија, не биде дел од европското семејство, нема да биде само поради вас и вашето однесување. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Ана не го реков се, Повели, колега Замов. Добро се, јас сакам да говорам, а омки напуште седницата. Поради ние македонците ќе останеме во Македонија, а вие северно македонците да одите за Европа. И во не е културно. Друго што треба се и ние да напуштиме се. Не си културен тип, па говориш.
Јас сум многу културен, ти да молчиш, не се расправам со тебе. Он види како се однесе, а треба председател да го прекине. Благодарам, колега Занов. Дали има некој друг за збор? Пари имало да јавно приоритет. Колега Занов, колегата Пандев, повеќе. Јас не би сакал да влезам со мојот со партијски конфликт, но тоа е да расчистим некои дилеми. Јас иначе на почетокот бев против за тоа што е релативно добро улично осветлување се заменува. Меѓутоа, на вистина на крајот на денот во Ландо нема ништо да избори. Прво да појасниме зборот јавно приватно партнерство. Мислам, колега, нема таа фирма нема да не биде ортак на нас во иднината и сега дека ние ќе влезе Задолачува и трајно ќе остане да стопанисува со јавното осветлување. Јавното приватно партнерство може само да се изведува во овие законски регулативи и добро што е така на таков начин. Тие инвестират конкретно, заработуваат на тоа и чекаат одредено време пари. Се разбира дека од тоа што се наплаќа послов на јавно осветлување. И ефектот се разбира дека предпоставувам во иднината, ако сега има 1,5 милион денари профит, ќе ставаше, вика колега Доричо, 3 милиона. Дали ние ќе можеме да намалиме струјата, не сме тие ние, нити општина, нити совет, нити дури не знам парламентот тоа дали може да направи, затоа што веќе и тие институции на ниво таму, која е таа комисија за регулаторна комисија, одлучува за таа работа. И на крајот само се сложим со сите овие дискусии, ајде да видиме што ќе биде од ќе заврши. Иначе сега не е стварно супер осветлувањето, и се надејаме да има уште по-добро и со поголеми пари заштеда во буџетот наш, затоа што можеби е добро направено, меѓутоа уште има работи за подобрување во уличното осветлување. Конкретно би кажал, еве јас дека живеам во тој дел, патот сега што прави горно Ново Јосифов, треба се осветли. Да не речем гробишта, културно да бидат и валандовските добро осветлени Јосифов, во секој населено место, значи ако стануваат пари, треба тоа да се надградува, Иначе, генерално ние не губиме ништо. Ние само ќе добиеме, ми е жал што за ова се трошија пред неколку години добри пари и тоа се по сега по некој начин ќе се фрлат. Се исплаќава години на 5 години, 6 години, повторно пари од буџетот. И меѓутоа, ако е веќе и некоја регулатива на Европска унија, да треба да има и такво осветлување, јас сум за да биде така. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Дали има некој друг со збор? Повели колега Занов. Колега, мене тоа колку што го читах, договор ќе се направи на 8 години. Знаете ли овие сега современи светилки, летли како ги викат имат рок на трајање 2-3 години. Значи, здрави живот после 8 години, 12 години. еве 8 или што мислам. Колку 8 или 12 години. После 12 години, што ќе биде и како ќе биде. Тој е многу долг период. Пак ќе кажем јас, кога веќе имаме оваа година милион и пол, до година здравје може и повеќе ќе имаме, зашто сами ние тоа не се го реализираме. Ќе си биде наше на општината и нема никој да не биде газен. Благодарам, колега Занов. Колегата Пандев. Ние од Демократска партија стварно веќе дебатираме, стварно не е што беше предвид договор. Значи, пази, ако стануваме збор економски, јас сум економист, предпоставам има и други економисти тука градоначалник, ако 12 години ние не улагиме во никакви репроматеријали, ќе станува збор за, ако ќе рекириме 50.000 евра годишно, сега се 25, значи се полу милион евра заштети, па и после 12 години не знам колку ли треба таа реконструкција ќе биде малку. Меѓутоа, колега Заров, ајде да видиме што ќе биде. Прво да има добро улично осветлување, па опосе ќе разговараме. Инче сега ние во народството да гласиме против и да сме и да състираме да не се правиме, може да го спречиме да имаме мнозинство. Благодарам, колега Пандев. Колега, има ли е добро осветлување? Дали Во моментот, да. Значи, не да видиме дали има. Има ли е више? Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, четвртата точка од дневниот ред е става на гласање. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? 1. Воздржани? 3.
Констатирам дека со 11 гласови за, 1 против и 3 воздржани и изгласан извештајот за реализација на програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Ланово за 2020 година. Преминуваме на петата точка од дневниот ред. Извештај за работата на територијалната противпожарна единица во Ландау за 2020 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Камион да купуваме тива. Бидејќи никој не побара збор, петата точка од дневниот ред е става на гласање. Молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Немам. Воздържани? Немам. Констатирам дека со 15 гласови за едногласно изгласан извештајот за работата на територијалната противпожарна единица во Ландово по 2020 година. Преминуваме на шестата точка од дневниот ред. Извештај за реализираната годишна програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај во Ландово за 2020 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, шестата точка од дневниот ред е ставам на гласање. Молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 15 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласан извештајот за реализираната годишна програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај во Ландово за 2020 година. Преминуваме на седмата точка од дневниот ред. Предлог програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај во Ландово за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, седмата точка од дневниот ред е става на гласање. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласана предлог програмата за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај во Ландово за 2021 година. Преминуваме на осмата точка од дневниот ред. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина во Ландово за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог програмата е става на гласање. Да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е изгласана предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина во Ландово за 2021 година. Преминуваме на деветата точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање право за поставување на урбана опрема покрај Шанки тераса со надстрешници во Ландово на КП број 2837 КО во Ландово. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Колегата Мишков повели. Сакам да прашам каде е ба, и мене не ме е познато каде 2837. Дали е тоа од Божичите Чешма таму или кој паркот? Мислам од тоа е зелениот појас таму на општина Ландово и уште тој остана зелен појас, ако е за тоа се збори, од приспомени. Благодарам. Благодарам колега Мишков. За збор се јави градоначалникот, поведи градоначалник. Вака вижте во претходна точка, значи, кога гласавте за истото, нели? И во минатата година истата таа парцела беше ставена пред Советот на општина во Ландово за проширување на програмата за поставување на урбана опрема и на полето, нели, на урбанизмот и на поставувањето на урбаната опрема во општина во Ландово. Се обидуваме да ставиме ред и да бидат сите поставување и користење на урбаните опреми, без разлика дали ги постави во општината или некој ќе го добие правото да ја постави урбаната општина, да бидат запазени сите законски регулативи и нормативи. Се работи за таа парцела за која што вие споменавте, но зеленилото во нашата општина, во општина мора да биде загрозено, напротив. Општината целогаш вложува и го заштитува зеленилото. Наредниот период
централното градско подрачје треба да добие и комплетно нов лик кој што ќе биде урбан и кој што треба да биде микс помеѓу автентичната ревитализација на старата Воландовска чаршија и на новото модерно и урбано живење. Ние наредниот период планираме објава на сите парцели на кои што ќе биде дозволено да се поставува урбана опрема, како што е и следната точка за Пирава. Во Удово урбаната опрема е поставена од страна на општина Валандово и но исто така ќе следи јавен оглас миналата година и поради COVID-19, но и поради изборниот процес, едноставно новиот шанк во парк и площад во Удово остана непотребен. Таму општината има поставена урбаната опрема и ќе се најде само корисник преку јавно надавање кој што би го користел. Конкретно, повторно за градот Валандово, може би една убава и ексклузивна информација. Урбанистичкиот план за градот Валандово веќе од утре ќе биде пред Министерството за транспорт и врски. Тоа значи дека наредниот период и сите времени објекти во градот Валандово дека ќе бидат дислоцирани и во полето и на урбаното функционирање во градот Валандово треба да ставиме ред и целосно да ги почитуваме законските легислативи и она што се смета за едно од најгрдите зданија во градот Валандово, тоа е старата собраниска зграда, да биде ставена на продажба и намената конечно да биде променета од административен објект во стамбено деловен објект и заинтересираните субјекти и инвеститори да имаат интерес во истото да вложуваат и да го средиме и тој дел од градот. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Разбор сега колегата Занев, повели. Градоначалник, централното градско подрачје, не знам, веќе на ништо не личи. 100 пати ви е кажано што ќе правите, како правите долгогодишна стратегија, сега со урбанистичкиот план, како ќе изгледа. Значи, треба веќе да прекинете со клупичка, ламбичка. Значи, што правите, како ќе правите во иднина, како ќе изгледа централното градско подрачје. Треба да излезете со проект. Не сега ви такнало, там шанки турите. Ги питали сте ли граѓаните на општина Валандово, дали там сакат шанк да имат? Или на вас ви такнало, ќе ставиме. Дали сте разговарале со тие угостители сега, ајва пандемијата ги уништи, разговарали сте ли там, што ги поставија тие, кажи ги, летните тараси, што ги затворуваа сега, што дополнително што уложуваа? Дали сте разговарали? Дали имате стратегија? И сега кажете, ќе дојде урбанистичкиот план, а те неколку таму локали што уложуваа, треба сега да дислоцирате кај ќе го стават тоа на друго место. Значи фактички вие со тоа ќе ги уништите. Дали имате некаква стратегија? Или как ќе ви текне, така ќе работите? И цело време одиме на финти и на работи, ако не успеа, ако не помине, ќе помине. Ако добиме проект, ќе работиме. Ако не, не. Еднаш викни јавна анкета, кажи, овоа така ќе биде. Сега правиме скали, па луѓето од општината се питуваат што се тие скали там што ќе има. Сега ви такнало там шанк. Соднајте, направи мојот со граѓаните, оди на центарот, пити, прошети. Како ќе ви текне, така си правите, му такнал на некој во општината, 5 души седнали се там, архитекти или шо имате там, так нацртаре, направи тоа там да има. А не одеме. Сега правиме скали, утре правиме шанк, унаман ќе направиме споменик ќе го направиме. После ќе направиме црквата. Ми тоа сега, ако не биде една целина, шо градиме или как градиме? Ај објасни ми как градиме. Викиш новото ќе го споиш со старото. Значи треба и фасадите да ги направите там од тие 10-20 куки.
Тоа колективно домување, как ви го наречете, зграите, оди да видиш што ги изфарбата, циркус 5000 евро да ја плуват. Се е потечено. Циркус, оди да видиш. Убаво, ајде нека се обнови, стари згради се, нека се обнови. Ама оди види да видиш како е направено. Дај еднаш да имаме план, програма, како ќе изгледа, што ќе изгледа. Да прекириме веќе во, ви такнало шант. За Пирава не кажувам, не знам дека, ама за Валандово ќе ви кажам, од сум јас од центарот дете. Благодарам, колега Замов. За въпрос сега градоначалника Повели. Благодарам, председател. Јас ќе се обидам пак најкултурно и најодговорно и професионално не на колегата Занов, туку на јавноста да ја дадам наведени одговори. Мислам дека колегата Занов навистина не заслужува ниту еден одговор да му биде даден, бидејќи самиот тој е советник веќе неколку години во советот на општината. Голем дел од одлуките кои што општината ги носела изминатиот период, прво тој имал можност да ги разгледа и да ги види, но тој се користи и мисли дека е многу интересен само со неговите дневно партиски прекукувања, но окей, како што рече и самиот тој е дете и тоа е тоа. Сега, во поглед Дај да на... прекинем со ароганцијата. Ова пази што говори. Значи, ако не го прекиниш, јас треба значи да го прекинам да говорите. Пробајте да ме прекинете. Во поглед на... Слушате ли што говори? Вреге. Колега Значи, Замов, председател си вреге. Значи, јас Да му кажем јас сега друго нешто. Не Вреге. слушнав никаков збор. Ако не слушна, јас слушна. Ајде, колега Замов. Добро. Се извинувам, ќе се потрудам наредниот дел од моето излагање да бидам помалку арогантен, бидејќи некој има проблем со чувствителноста, но исто така и јас имам потреба да прекинам било какво замајување на јавноста. Не е точно дека како ќе ни текне така работиме. Мислам, навистина е трагикомично да зборувате за хаосот во централното градско подрачје, бидејќи тој хаос системски е создаван години и години наназад. И сега тој системски хаос треба да биде решен, но не да биде решен адхок или привремено, туку да биде трајно решен и конечно општината и градот Валандово да има централно градско подрачје со кое што може да се гордее. Секој еден. Централното градско подрачје во водечкото место во општината, како што е во моментот градот, не припаѓа само на вас како градско дете, туку припаѓа на секој еден граѓанин на општина Валандово, вклучувајќи го и населението од Кочули, од Прстен, од Казандол, од било каде, сите заедно плаќаат даноци и давачки кон општина Валандово. Така да внимавајте и на вокабуларот, внимавајте да не ги навредувате луѓето од другите населени места. Централното градско подрачје треба да биде најдобриот дел од градот и најдобро да ја отсликува состојбата, затоа почнуваме да ги решаваме работите темелно и онака како што треба да бидат решени. Јас навистина се извинувам на јавноста, но јас со целиот мој капацитет не можам да пронајдам веќе 4-та година соодветен и вокабулар, и речник, и однесување за колегата Занов. Пробувам и да му одговорам, и да не му одговорам, и да бидам малку арогантен, како што вика тој, и да бидам малку повеќе арогантен и смирен, но неговото однесување е такво, нека го следи јавноста и нека го суди. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг збор? Повели, колега Замов. Не треба вие градоначалник да му... Сними го сега, што находи го на ветаме. Сними оти да види јавността си и как се понаша да знаат. И не да замаве пак јавноста. Значи, од дека до дека ги носи работите. Значи, убаво е кажено за јавно, за централно градско подрачје, да се има проект, да знаат луѓето што ќе се граде, како се граде.
Ама шо јас си на кој ги проект имаме? Нека знаа, заврти камерата да биде јавност. От и политиката се меше баби и жаби од Кочеви до Башилов до не знам дека. И меше работи. Нека знае јавност, нека сними од си излезе. Може значи кога сакам да треба да изгледа. Благодарам, колега Занов. Дали има некој друг разговор? Може ли нещо процедурално? Може, благодаря, колежке. Мислам дека колегата Занов му одговара, користи термини какви сака и без да има потреба да знае што зборува. Ако га некој нешто на него ќе му каже, тогаш многу се вознемирува и му пречи. Пред малку кога дискутираше, нели зборуваше секакви работи кои што ќе му паднат на памет, именувајќи не со не знам какви имиња, и тоа е во ред, нели никој не сме ништо на него да му каже. Ако тој ќе биде засегнат, тогаш боли. Мислам дека треба малку повеќе да внимава пред се кон другите, па за да може со чист образ да каже нешто кога тој ќе биде засегнат. Благодарам. Благодарам, колежке. Дали има некој друг разговор? Не, шо се жај? Што си играеме тоа меѓу Колега, ќе ви молам за внимание. Бидејќи никој друг не се јави за збор, 9-та точка од дневниот ред не става на гласање. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, и изгласана предлог одлуката за давање право за поставување на урбана опрема покриен шанк и тераса со надстрешници во Валандово на КП број 2837 КО Валандово. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање право за поставување на урбана опрема шанк и тераса со или без надстрешници во Пирава на КП број 15328 КО Пирава. Отварам расправа, дали некој бара збор? Сакам да го питам бар градоначалник, Повели, колега да Занов. го питам градоначалник, дали опирава, ми пита луѓето дали сакат там шанк да имате. Но сега нема суретник од Пирава. Не искаше тоа. Толку, колега Тоа Занов. ше. Благодарам. Дали има некој друг за збор? Колега Занишко, повели? Ќе гласувам нешто за кој што не знам ни дека ќе постојани, може некој да објасни дека точно треба да се постават тие шанкови во Пирава. Ќе ме праша некој надвор, гласиш за, јас не знам каде точно треба да се постави, ќе го кажам во Пирава. Благодарам. Значи има целата колега. Има како број каде тоа, јас не сум у катастро да знам каде е. Сега тоа на комисијата да... Колешка го питах председател, има тука и градоначалник и председател. Ама сега не, со скица ли треба да... Не скица, дека е центарно подраче, бутел горе ли, дека е Ама тоа. вие материалите ги имате добиено една не... Исто има на материалите, скъпа број тоа 28 плюс 33, јас што треба. Може да најдете како бројката и да видите, сега горам лесно. Ви благодариме Не живеем на одговор. 20 каде. Не е 21 век, 30 ќе дојде со моја суб. Материалите ви се една недела значи доставани, може ли сте додите до општината, убаво да ви се образложи да и видите и скиците как е нацртано. И истото да го поставите и на комисијата. Сигурно има насловето тука со карти да... Се ворете, бе. Пак да не земам збор, се ворете. Дали има некој друг за збор? Нека сега приличаем сакат. Бидејќи никој друг не се јави за збор, 10-та точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, и изгласана предлог одлуката за давање на право за поставување на урбана опрема, шанки, тераса со или без настрешници во Пирава на КП број 15328 КО Пирава. Преминуваме на 11-та точка од дневниот ред, предлог одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Валанда во рамките на вториот проект за подобрување на општинските услуги.
Значи, во однос на ова одлука на комисијата беше направена само една корекција во член 2. Значи, рок на отплата, каде што стои максимум 10 години, е променет со рок на отплата максимум 12 години. Отварам расправа по 11-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колешката Македонка повели. Почитувани колеги, председател, во однос на ова одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Валандово во рамките на вториот проект за подобрување на општинските услуги. Сметам дека граѓаните треба подобро да бидат информирани во однос на ова одлука што денес ќе се изгласа. Вака да, ќе набавиме механизација, а не е наведено каков тип на механизација, ќе ги задолжиме граѓаните на општина Валандово за 3.400.000 денари со грејс период од максимум 3 години, а сега со корекциите рок на отплата 10 години. Значи ние 12 години до 2035 година граѓаните на општина Валандово ги задолжуваме да враќаат долг за механизација која ќе раководи со неа комунален сервис на општина Валандово. Бидејќи така во ова образложение е наведено дека да, секоја општина има законско право да се задолжува во рамките на сопствената држава и во рамките да надвор од друга држава да зима заеми. Сметам дека честно и верно е да знаат граѓаните каде, бидејќи буџетот и сите ние како граѓани на општина Валандово си го полниме буџетот во таа наша приходна страна, да знаат дека се задолжуваат и ќе враќаат до 2025 година за она што каква и да е типот на механизација што ќе се набави со ова одлука. Сето ова е убаво е да имаме нова механизација, убаво е да бидат задоволни граѓаните на општина Валандово, но да знаат дека под кои услови сето ова го набавува. Благодарам. Значи, сега колешки, аз не ве разбрах. Убаво или не е убаво, што ќе се заводи општината? Што на крај рековте се ова е убаво. Убаво е да имаме механизација, но сметам, видете вака. Затоа, значи, не сме јасни, не, да се видете вака. Да, сите овие материјали што ние ги добиваме, значи ние го имаме ова пред нас, ние го читаме, но сметам дека граѓаните треба да бидат информација, дека ние треба сето ова да им го пренесеме на тие. И сметам дека многу е мал бројот на граѓани што знае каков и да е, каква и да е таа механизација што ќе ја донесеме. Секако дека ќе биде нова, секако дека ќе биде поуслужлива, така, но кој ќе биде начинот дека ги задолжуваме до 2025 година да враќаме. Да, тоа ми беше. Затоа и советот се пренесува јавно за граѓаните да бидат информирани. Значи, во самото образложение стои дека на 39-та редовна седница, значи тогаш ја донесовме ова одлука со целиот опис на сите машини кои што ќе треба да се набават со ова задолжување. Значи, претпоставам, пошто истата одлука се носи, затоа и не е ставено целата спецификација, бидејќи веќе имаме гласена ова одлука, но бидејќи договорот не беше подпишан во 2020 година, истата одлука мора да ја донесеме и во фискалната 21, за да може истиот договор да се склучи. Сите услови во договорот значи сите услови под кои ќе се земе кредитот ги има во одлуката, но затоа има и представници од општината, значи ќе му дадам збор и на Глигорија да образложи, нели, повторно да се повтори за што се работи и затоа тие се овде присутни за се што не е јасно да го образложат пред граѓаните, да знаат, значи, иако веќе е носено, да знаат што се планира да се купи. Еве, ќе му дадам збор на Глигорија да даде образложение за што ќе биде задолжувањето. Благодарам, председател. Почитувани советници, не станува збор, најпрво да кажем дека
треба Советот на општина во Ландово да донесе некоја нова одлука. Туку по истата одлука веќе Советот на општина во Ландово има дискутирано и има донесена истата одлука. Како што каже и председател, поради тоа што договорот за заемот или за задолжувањето не се случи во тековната година за која што беше донесена одлуката, истата мора повторно да ја донесе Советот на општината во фискалната година каде што треба да биде потпишан договор. Не е точно дека јавноста не е запознаена, веќе во однос на истата точка се имаат случаи две јавни расправи, две презентации за истата, значи станува збор за механизација која што ќе биде набавена за потребите на комуналното предпријатие во Валандово. Значи се набавува трактор, приколка, се набавува цистерна за чистење на септички јами, се набавува метларка и се набавува плуг за чистење на снег. Значи се набавуваат 5 работи. Исто така не е точно дека општината ќе враќа 12 години. Во условите кои што ги носите вие, тие се условите кои што ги дава банката, тие се максималните услови под кои една општина може да биде задолжена. На колку рати ќе биде направено, тоа ќе биде предвидено во договорот во зависност од резултатите кои што ќе бидат произлезени од падот, тоа е стратегијата која што моментално се изготвува и од економска исплатливост на самиот проект. Веќе знаеме дека кои заштеди се прават и затоа се прави и самата јавна набавка, бидејќи комуналното предпријатие годишно одвојува доста средства за сите овие намени. Значи се прави јавна набавка за чистење за зимско одржување, се прави набавка за чистење на септички јами. Со сите овие машини ќе се намалат драстично трошоците на комуналното предпријатие, а условите се доста поволни општините кои што ги имаат, поради тоа што од вкупниот заем кој што ќе го добие општината од 3 милиони 400, 27% станува збор за грант. А каматната стапка ја следи општината со каматната стапка која што ја има државата подпишана со Светска банка. Тоа е вариабилна, но отприлика ова година е околу 0,5% годишно. Така да станува збор за средства кои што општина ќе ги добие, а ќе нема никаква камата на неистите и долг рок за отплата. Но ви кажав дека средства може да бидат исплатени за многу пократок период. Тоа е тоа. Ако има некој прашање, стојам на располагање. Колку проценти? 27%, да. Благодарам, Григорија. Системата комуналната плата е 20%. Дали има некој друг за збор? Дайте ми едни дана. Колега само. Шо колега дана? Грамота да го кажете, комуналната е 20 плата за нас. Колега само. Сакате, јавете се за збор. Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема, воздржани. Констатирам дека со 9 гласови за, нема против, 5 воздржани, изгласана предлог одлуката за долгорочно домашно заложување на општина Валандово во рамките на вториот проект за подобрување на општинските услуги. Преминуваме на 12-та точка од дневниот ред, предлог одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на фудбалскиот клуб Младо Судово. Со оваа одлука се одобруваат 60.000 денари на Младо Судово за реализација на програмски активности. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на фудбалскиот клуб Младо Судово. Преминуваме на 13-та точка од дневниот ред, предлог одлука за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2021 година. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот
за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2021 година. Преминуваме на 14-та точка од дневниот ред, предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2021 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2021 година. Преминуваме на 15-та точка од дневниот ред. Предлог решение за констатирање престанок на мандат и за избирање на член на Комисијата за јавно осветлување. Ќе му дадам збор на председателот на Комисијата за мандатни прашања, колегата Узунов, да образложи што е изгласено на Комисијата за мандатни прашања. Повели колега. Да, констатира престанок на мандат член на Комисијата на јавно осветлување поради смрт. Предлог на Комисијата за мандатни прашања и преименување за преостанатиот дел од мандатот се предлага Миле Петров. Благодарам, колега. Отварам расправа по 15-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, значи предлог решението каде се констатира престанок на мандат на член на комисијата и за именување на член на комисијата, во кој предлог дава комисијата тоа да биде Миле Петров, го ставам на гласење. Ќе ја молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Нема против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласам предлог решението за констатирање престанок на мандат и за избирање член на Комисијата за јавно осветлување. Колеги, преминуваме на последно. 6 пауза треба да даде минута, па 20 Нема паузи на толку. Имamo още една точка. Реално на гъзо. Колега Санов. Преминуваме на последната точка на дневниот ред, 16-та. Предлог одлука за давање согласност за финансиско учество во проект изработка на проектна документација за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во град Валандово. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи колегата Пандев, повеќе. Снабдувањето на газ, вклучително во Републикава, па дури и општина Валандово, би рекол инвестиција за иднината, еден од најефтините економски енергенси, односно еколошки најдобрите е газ. Јас не сум, се извинувам што не сум запознаен до крајот со овој проект. Меѓутоа, ќе може ли некој што патен малку да не дава обяснување околу оваа работа, затоа што и граѓаните, меѓутоа и фирмите се заинтересирани стварно за оваа работа. Пак ќе се повторам, и заради економија, и заради екологијата е добро, меѓутоа дали тој газ во иднина ќе биде газ што доаѓа преку овие цевководите или пак ќе биде со некои мерни станици доторни, па да не биде поскапо тоа што ние очекуваме, околу тоа дали ќе може да ни објасни некој што опата. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Одговор ќе добиете од Григорија. Повели Григорија. Благодарам, председателя. Значи така, доколку се сеќавате, минатата година Советот на општина Валандово донесе одлука за аплицирање во однос на истиот проект во UNDP за изготвување на комплетна техничка документација за изработка на секундарна гасоводна мрежа во град Валандово. И во точка 3 стоеше дека доколку средствата кои што ги добиваме како грант не се доволни, општината ќе биде спремна да ги кофинансира. Во спроведената јавна набавка
се јави една разлика која што општината треба да ја исплати, инаку околу 1.500.000 и некаде од прилика грантот од UNDP, остатокот пак ќе го кофинансира општина Валандово. Прашањето е во ред со тоа што ова документација ја прави општина Валандово да биде спремна тогаш кога ќе биде изграден примарната гасоводна мрежа од кракот кој што треба да помине од Доиран напрема Струмица. Значи некаде минува во близина на индустријската зона. Со тоа што ние како општина веќе ќе бидеме спремни со, знаете, самото околу 1.700.000 и нешто чини само техничката документација, ќе бидеме спремни да аплицираме за да може да се инсталира таа гасоводна мрежа. Во оваа фаза, спрема средствата кои што ни се добиени, ќе успееме да ја погрееме индустријската зона во Раброво и градот Валандово. Со тоа што градот Валандово е предвидено да ги покрие главните институции во градот, некои индустријски капацитети и некои резиденцијални објекти, значи не е во целост. Значи станува збор за мрежа од прилика од околу 10 км. Се надевам дека примарната мрежа државата ќе ја реализира наскоро, дека минувајќи кракот од нашата општина ќе биде за греб, ако ние како општина не бидеме технички спремни да изградиме нешто и да донесеме ефтин енергенс до сите граѓани и до индустријските капацитети. Сметам дека гасот ќе ни даде една поголема вредност на општината и дел од инвеститорите тука да инвестираат. Знаеме дека како една од можните зони кои што би требало да се изгради, мислам дека со години веќе се дискутира, е во близина на ова индустријска зона во Раброво да се изгради нова зона, во близина на експресниот пат, знаеме дека ќе минува, така да ќе бидеме и примамливи како општина, да и за инвеститорите, но и за самите граѓани да почувствуваат бенефит од тоа. Се надевам дека за брзо ќе се имплементира примерниот гасовод, а ние ќе бидеме технички спремни како општина. Само ще малко дали во иднина со тој крак што ќе поминува тука, ќе има можност, значи да не станува збор само за зоната и за градот Валандово, да се покрие во некој втора, трета фаза територијата на цела општина. Да. Секако, значи овие се средства моментално само за изработка на техничка документација само за овој дел. Се надевам дека таа ќе ја прошириме, зашто тој гасовод треба да го опфати територијата на целата држава. Како ќе наоѓаме средства, така ќе изработуваме техничка документација за да бидеме спремни да ја покриеме територијата на целата општина. Се надевам дека сега да одиме примерно дел по дел институциите, училиштата, едната зона да ја опфатиме, се надевам дека ќе биде опфатена и целата општина. Благодарам. Благодарам, Григорија. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ќе ви молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за давање согласност за финансиско учество во проект и изработка на проектна документација и изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во град Валандово. Со ова целосно исцрпен усвоениот дневен ред, овде ја затварам 43-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Шtovани граѓани, ви благодарам.